Хеј, Пандамониум радио шоу број 33, подкаст, видео, аудио, добре дојавте, било кај и кога да не слушате. Јас сум Мајри Скреч, ова мојот човек Трајче Ейт Activity. Ја снимаме третата епизода од новата сезона на Пандамониум радио шоу. Се надам дека сте добри, ние се осеќаме добро, се наспавме двајцата, малце закаснивме со... Конечно. Малце закаснивме со Биранкава за снимање, али еве сме тука спремни да збориме за Spotify Wrapped 2021, односно ќе збориме и општо за годината 2021 Wrapped, како што слушавме, кои ни беа некои нови трендови за слушање музика, што дознавме од нашиот Spotify Wrapped и според мене најбитно кое е значењето на Spotify Wrapped во денешно време и дали можеби ќе стане побитно за некоја година и од наградите кои се веќе долги години естаблирани на сцената, но ја губат својата популарност и својата важност. Па до некаде и да, ја би рекол дека да, ќе конкретно за тоа дека Spotify Wrapped онака повеќе е персонално, но мислам дека значи многу работи. Конкретно ако користиш Spotify за цело време да слушаш музика, тоа што јас го правам, единствената друга алатка што ја користам некаде SoundCloud, ама тоа е многу поретко е сега него ли претходно. И мислам дека Spotify барем за мене ми е одличен онака репер за тоа што слушам низ цела година за да знам. Кажи ми дали мислиш дека артистите ќе почнат да ја вадат својата музика многу порано во годината за таа музика да се најде на Spotify Wrapped листите на фановите и општо на глобалните и генералните overall топ листи на Spotify или не, бидејќи имаме зборено претходно многу артисти порано во минатото го темпираа вадењето на својот проект за да се најде за Греми номинации, да се најде за BET номинации и некои слични работи. Дали мислиш дека може Spotify Wrapped за некоја година да влие артисти како Baby Kim да го изодат албумот во февруари, наместо во ноември или октомври или септември, како би се нашол листиот на Spotify Wrapped листите на сите фанови? Па мислам дека тоа сега веќе и се дешава со малце помалите артисти, ако се сеќаваме, мислам помали, ова е hot take, ама Мигос така, го извадија на почетокот на годината, пошто знаеа дека ќе им треба онака цела година за да направат бројки, за да се најде на луѓе на плейлисти. И мислам дека тоа беше онака и намерено направено до некаде. Многу луѓе заборавија дека Culture се искочи годинава, еден од најразочарувачките албуми според мене за 2021. Истото беше и со Pop Smoke, со Fate, истото беше и со Lil Durk албумот, така да сега нормално Baby Kim, Kanye West, CLB, сите ги добивме во тој период кога очекувавме ние тие да дропнат за Грами номинациите, за на крај CLB да ги повлече номинациите. Сега баш пред 2 дена искочи таа вест дека ги повлекол. Не знам искрено од која причина, се надевам дека не е бидејќи мислел дека не се добри. Во ред, знам дека според стандардот на Дрейк е разочарувачки албум, ама и не направи тоа што мислевме дека ќе направи. Но ете, за подобро и за полошо. Кој што кажа, може би време е да ги отфрлиме конечно онака Греми номинации ко репер за добра музика. Нема, чекай, ова на Дрейк е стант или сериозен или што? Која е причината последи ова? Не знам искрено, не знам од кај доаѓа, пошто овде беше намерно онака само имаше две номинации, на 2 места има само конкурирано и тоа е за Single of the Year, за Way Too Sexy и за CLB за Rap Album of the Year, заедно со многу други албуми кои што исто така беа одлични репрезенти за хип-хопот во 2021. Кои се номинациите, брат, извини? Off Season сигурно, Donda сигурно. Donda, CLB, Tyler, Call Me If You Get Lost, Tyler и уште еден. И Nas, King's Dead 2. Дефинитивно втора година, втор албум поред, втора номинација што е феноменално и се надам пак дека ќе добие. Ама нема шанси. Да, верувам дека со Donda, со него имаше тој ефект. Ја не знам, лани беше многу боле дека доволно е само A$AP Ferg и Favi трага да остане у ротација и тоа е тоа. Годинава го немаше тоа, но исто беше доста квалитетен албум бидејќи го прислушав и знам дека вреди. Од друга страна, еве кој што кажа, ајде да збориме за Spotify Wrapped. Ја искрено годинава се изненадив бидејќи е многу поразлично и драстично поразлично него лани, барем кај мене. Од самиот факт дека баш на претходните емисии зборевме, од кој знае колку, као во смисла на почетокот на годината бев навлезен во слушав многу различни артисти и тоа се од слика на Spotify Wrapped. Имам слушано преку 1190 различни артисти, што е топ. Лани беа 790, сега 1180.
нормално голем број од нив си повторуваат, но на пример за Minutes Played ја бев тотално изненаден. И ти беше, знам кога ти кажав колку имам слушано и мислам дека тоа поише се движи дека од самиот факт дека ја сега не знам од која причина прекинав да слушам музика дур работам. И кога имав раздочарувачки 24.000 минути преслушано, што за разлика од лани кој што беа 79.000, мислам дека е многу голема драстична разлика и многу ама знаеш што е многу интересно, што не се чувствувам дека сум испуштил на многу на музика. Иако 3 пати помалку имам слушано, не се чувствувам дека сум испуштил ниту еден албум што требало да го испуштам, ниту ништо од тоа. Не знам зашто е тоа така. Задоволен сум од тоа што добив ко резултати, кои ми се топ мене артисти, кои ми се најслушани и онака имаше некој кај што знаев дека тоа така ќе биде. Ама ајде еве ќе почнеме од тебе. Не кажи, добро си тераш, да. Објасни си, да. Па брат, да тргнеме од фактот дека у една година сум ја вратил, сум ја преслушал на репит и ја имам ставено Bonsai од Blue Chips 7000 албумот на Action Bronson. Bonsai е една од омилените мои песни од тој проект и воопшто една од омилените песни од Action Bronson 73 пати у една година на реплей. Чекај, тоа ти беше Song of the Year. Да, тоа е најслушаната песна кај што имам заглавено онака на неа у една година. Како се случи тоа, брат? Немам појма, брат. Ја имам на една плейлиста која што цело време ја слушам. Онака кога сакам да сум лабав, песната ко песна, доколку луѓе не ја знаат, ве молам преслушајте ја Bonsai, Action Bronson. И албумот е многу добар, но конкретно Bonsai е една од најдобрите песни според мене што ги има направено Action Bronson. Има една акустична, една лайв верзија исто од Spotify Singles, исто и таа е добра каде што компорира две траки, феноменална е. И со причина е тоа така. Ја не се лутам дека е тоа така. Action Bronson го сакам. Книгата позади е моја. Онака, фан сум. Не можам да кажам дека не сум. Од друга страна, сосема очекувано Larry June. Од сите 24.000 минути, 2.000 минути се посветени на него. Тој ми е артист мене за годината и со право, бидејќи и покрај Drake, и покрај Danda, и покрај Kanye и све тоа што искочи годинава, мислам дека само сакав добра позитивна енергија и знаев кај што да пуштам, кај да се вратам, што да преслушам. Плюс музиката му е таква да можеш да имаш ротација постојано. Да, дефинитивно, не. И исто, Smoothies in 1991 ми беше најслушана трака од кај него. Исто ја има вратено преку 50 на пати. И тоа ми изненади. Тоа сватив дека и нешто е интересно што го кажа, но ќе те оставам ти да кажеш тоа после доколку сакаш. Сватив дека ја веќе не слушам трап музика. Не слушам, едноставно као топ most play genres ми е underground hip-hop, што е окей, до некаде и очекувано за мене. Kelly rap, сега ме нервира Spotify дека намерно за да ти покаже валјда дека слушаш поразлично, дека не може се да го генерализира ко хип-хоп, мора да ги подели и тие на некои според мене и непостоечки саб-жанрови што ги прави, бидејќи окей, знам дека Larry June е Kelly, знам дека Bay Area е Kelly, ама факт е дека слушав многу онака и се враќав на Death Row ствари, и се враќав на Exhibit ствари, и се враќав на не знам на Апла Калифорнија ствари и окей ми го даде тоа ако пети најслушан, слушав алтернативен хип-хоп, трап музика никаде немаше. Никаде немаше, беше алтернатив хип-хоп, R&B трето, underground хип-хоп прво. Што е за мене и очекувано, бидејќи стварно во ротација беше Brent Faiyaz, беше Giveon, беа многу голем број артисти, беше Мик Дженкинс кој што еве ќе спомнам дека е во алтернатив и underground нормално артистите кои Гризелда, ко се тоа што зборав, Алхемист, Фреди Гипс. Тоа ми се мене најслушаните и ета тоа ми беше најголемото изненадување уствари. Фреди Гипс не е во листата во топ 5 артисти. Ама оваа година кој проект го извади Фреди Гипс? Извади воопшто? Не, ама све тоа што има извадено до сега све беше онака, бидејќи пета па најслушана песна, шеста уствари најслушана песна ми е Шерова Фадаут албумот што го има извадено во 2015 година. Според мене, затоа велам, слушав многу разновидна музика, иако мал период онака, кога ќе го ставиш во перспектива дека лани имав 75.000 или 79 колку и да беа, скоро 3 пати поише него ли сега. Задоволен сум со тоа што стварно се што сакав да преслушам, се имам преслушано. Не можам да кажам поинаку, бидејќи стварно се чувствувам така. Па тоа, ја мислам дека таа бројка некаде од прилика е сосема задоволителна за да бидеш у текст со целова сцена.
што е извадено, да имаш преслушан албум, да имаш преслушан артисти, Дефинитивно. плюс да слушаш малце музика релативно да речеме слободно време. Дефинитивно, Кај мене што се да. тие 72.000 минути се исто сигурно преслушување на нова музика ми е 20-30. Другото ми е слушање музика додека возам, слушање музика додека трчам, слушање музика у позадина, така да пак се сведува на тоа. Верувам дека нова музика, истражување и бидување во тек со музиката, тие Апсолутно. минути се сосема доволни за да бидеш у тек со целата измината година. Па, да, знаеш како? И на пример тоа, за луѓе што не знаат, Spotify сега има, ако си премиум, не знам дали е тоа за фри, ако си премиум юзер, ако си платен юзер, го има едно звонче горе у ќош, ти ако за артистите што ги следиш, тоа е многу добро, бидејќи дава new releases, можеш така да им го следиш календарот, што вадат, нови синглови, нови албуми. И мислам дека е тоа многу добро за да ги пазиш, така да можеш да си ги курираш тие артисти кои што сакаш да ги следиш и да им само follow. Моментот кога ќе искочи нова песна од нив, дали ќе е feature, дали ќе е нивен сингл, искача кај тебе на зид и е многу добро. Тоа спасува многу, ја тоа си го направив да работи за мене да функционира, бидејќи стварно е добра алатка да си има, би рекол. Брат, таа е алатката и фичерот што му фалеше на Spotify да Апсолутно. не пливаш на homepage. Апсолутно. Е, сега проблемот е што ја го немам тоа многу добро организирано и, како што кажа ви прошли пат, морам да го реорганизирам Spotify, дека ми е крш. Дефинитивно. Крш работи, алгоритмот работи против мене во моментов Да, и знаеш и како? пливам у Тоа сватив. многу музика што не ќам да ја слушам уопшто. Тоа сватив. Не е дека ја пливам во музика што не сакам да ја слушам, ама најчесто пливам во истата. Тоа го сватив дека исто, онака имаше еден момент на Spotify Wrapped каде што вели if your life was a music score, your opening theme would be Pasalu Frontlines. И на пример, кога сватив, викам зашо е толку слушана, Pasalu дефинитивно, само ми текна на моментот дека човеков откога го зборевме, нели албумот Send Them to Coventry. Топ 5 албуми за мене на глобално ниво. Еден од најдобрите од лани збореме, не за годинава бидејќи беше 2020. После 2 месеци од кога извади албумот, беше пукан у глава. Не знам дали знаеш, 19 шрапнели во глава, човекот преживеа, се врати, настапи на Джими Фелон и од таа случка Frontline некако ми стана многу веќе беше со енергија, ама ми даја уште толку поише и баш сега пред некое време излезе видео од Noisy Raps, каде што Pasalu го објаснува целото тоа искуство, избори за Frontlines. Што е во ствари Frontlines, дека е тоа гето во Coventry, каде што тој растел, го објаснува неговата позадина и сега сваќам зошто уствари таа ми е едно од најдобрите песни од него, а и едно од најслушаните исто и за годинава, што значи дека тоа од лани се префрлило и сега. Многу голем број на траки, можеби тие топ 5 не, но позади топ 10, топ 20 истите се. И не ми смета тоа воопшто. Да, и повеќето се песни излезени кон крајот на 2020. Да. Есента, да речеме, есента, зимата 2020. Па исто и сега ќе биде. Као за тоа и велам дека артистиве, мислам дека и тоа таргетирано го прават да искача и за Греми номинации, но и на крај на година и кога ти го сумира сето, можеби сега ќе има некоја промена, да си дадат време за на луѓето да им влезе, бидејќи зборевме за Spotify како ги дели стримовите, што значи тоа. И мислам дека можеби и најглобален стриминг сервис ќе го направи тој бранд да ги натера артистите порано да ја пласираат музиката, за да може да на еден начин само или бидејќи мислам дека и јануари некаде е последниот рок за да го извадиш твојот албум за номинациите да влезеш во септември следната година. Така да би рекол дека можеби после нова година би бил онака најдобриот момент или после од кога ќе искочи Spotify Wrapped 2021 за да го извадиш албумот, за да има цела година да ротира кај луѓе и да видиш зашто е влагал во Греми номинации, влагал овде свеж нов круг, ќе има време луѓе да го преслушаат, да го дознаат, да го истражат. Ја мислам така. Не знам другите стриминг сервиси дали имаат реп, не знам Apple Music конкретно дали има, знам дека Deezer има. Deezer има нешто слично, SoundCloud има нешто слично, но не е толку детално. Apple Music ја има датата, не сака тоа да само ти покаже кои ти се топ 5 најслушани траки, кои ти се топ 5 артисти, не го прави на овој начин. Сега, како се чувствуваш ти за сите информации што ги имаат Spotify за тебе? Пошто имаат премногу. Брат, преска го зборевме тоа. Они знаат буквално се за тебе. Се знаат. Буквално преку слушање музика може да ти го знаат циклусот на денот, како ти функционира, кога спиеш, кога не спиеш. Се знаат. Кога слушаш подкасти, знаат за мене дека слушам подкасти пред спиење.
знаат кога трчам, знаат онака, можеби не директно, ама знаат кога трчам, знаат кога возам и знаат кога работам или кога не слушам музика, така да знаат многу работи за мене, ама брат, го правиме ова цело време. Музиката е постојано дел од нашиот живот и нормално е Spotify како сервис кај што ја слушаме музиката да ги знаете информации за нас. И не гледам ништо лошо у тоа. Се додека алгоритмот работи добро за мене, немам проблем со тоа. Кога ќе почне да ме заебава, тогаш имам проблем со тоа. Ја тоа се чувствувам дека сега не функционира и Daily Mixes, Release Radar немам слушано многу одамна. Немам слушано, поише го пратам звоното си ги пратам артистиве кои што си ги пратам доколку ми текне на некој артист, онака се присадам и чекам да чујам да видам што има овој ново извадено, ќе му идам на профилот фалоу, ќе проверам ако има нешто и чекам дури не искочи. All in all, ја би рекол за Spotify Rap дека е добра ствар, дека стварно ти дава перспектива за што си слушал, како си слушал, но понекогаш и малце е направено онака за по сензационалистички. Ја би бил задоволен само да ми ги каже кои се моите топ песни за годинава, кои ми се топ 5 албуми, кои највише ги имам слушано и колку имам слушано, бидејќи онака знаеш како поише е тоа на пример. Што значи некој ако има изслушано 7000 минути музика и ако има некој изслушано 73. Не знам што значи тоа, ме разбираш? Пошто во тие 7034 можеш да имаш изслушано стварно целата музика нова што има искочена. И пак да бидеш со утек на време, а на друг начин да не значи онака дека на реплей ти вратат. Кај нас ја и ти знаеме. Ја на пример сега и почнав и на YouTube да слушам доста бидејќи сум на компјутер, ама на Spotify знаеме како иде, брат. Работиш нешто, го пушташ и си врти у позадина. Голем дел на пример ја би рекол дека 90% од тие минути на пример кај било кого, не само кај мене и кај тебе, дека се поише во позадина пуштени само за да врти нешто музика, за да пополнува онака и атмосфера и било што, него ли активно слушање на пример, не знам, Кендрик извадил нов албум, сега ќе го слушам саат и пол. Тие 90 минути ти значат у тоа активно слушање каде што ти стварно си ги имаш отворено ушите и си викаш чекај да видам што збори овој, чекај да чујам. Инаку голем дел не можеш ти 70.000 минути да слушаш активно онака, да пратиш лирикс, да пратиш продукција, да пратиш да сакаш да дознаеш што и како е во еден албум. Тоа го правиме дали со 5 или 10% од времето кое што ни е поминато на Spotify. И затоа ти велам, не се чувствувам онака поразено дека лани сум имал 3 пати, пошто сега многу поише знам за музика во која што имам чуено, за новите албуми кои што ги имам чуено, него ли лани. Така се чувствувам ја, затоа ти велам, не е онака порад за мене што имам 3 пати помалку музика слушано. Топ ми е да ти кажам право. И знам дека се слушав, доколку имам нешто испуштено, доколку онака имам луѓе кои што ќе ми пратат албум, ќе чујам нешто. И така и се надополнувам. Секад мислам, и многу боле ми е тоа ти да ми кажеш албум да слушнам, него ли да ми каже, не знам, алгоритмот на Spotify. Мене поише ме радува ако некој човек дојде и ми каже, мислам дека ова ќе ти се свија. Бев изненаден, зборевме нели и ги спомнавме на луѓе нека не тагнат во нивното стори да видиме Spotify Rap за нив како изгледа. И бев изненаден, многу луѓе имаше што не тагнаа, што слушаат Brand Fires, Givian. R&B-то се враќа стварно онака big time, многу ми е мило за тоа. И поише сваќам дека луѓе стварно не слушаат примерно трап музика. Трапот и трап музика да доаѓа како секундарно. И окей ми е тоа. Окей ми е бидејќи време е. Не велам дека веќе сме ја надминале таа фаза. Значи се уште сме тука. Ама топе ако веќе почнува со нешто друго. Значи топе ако почне некој нов бран и не мора ни да е бран. Може да е само онака својствено луѓево да си размислуваат дека ова не морам дома да го слушам хајп музика за вакво. Ова ќе слушам, ќе одмарам, ќе чилам. Ова ми е боле, ова поише ми има контекст, ова поише се подобро се поврзувам со него и на крајот, окей, сакам да искочам, сакам да се хајпнам, со другари сум, у кола сум, сакам да слушам трап. Тоа доаѓа секундарно и тоа ми е окей, бидејќи трапот си го имаше своето време, имаше свој пикс, имаше свој лоус и сега е тука. Постои, но боле доколку не е изфорсирано за сите да треба да прават трап музика и да биде секундарно, така ќе се зачува поише време, така ќе има поголем лонжитивити во оваа нова декада и ќе искачаат се подобри и поквалитетни, би рекол, проекти, бидејќи нема да се форсира се до таа. Доколку артистот е остане сам на себе да си извади музиката, да си ја креира што сака да си ја креира, верувам дека нема да биде досаден и презаситен кој што беше 2017, брат. Ја не памтам еден албум од 2017, еден проект од 2017 што не беше ист ко претходниот.
тој момент беше онака врвот кај што го достигна она веќе све опадна, све имавме слушнато. Се почна, не тогаш достигна врвот. Врвот и нагло падна бидејќи се имавме слушнато и се после тоа веќе беше копија на претходното. И мислам дека тоа се потроши, сега е добро да биде малце во позадина за да не треба луѓето и артистите да чувствуваат притисок дека треба да го прават тоа за да бидат ин. Ме разбираш? Тоа ми е мене муабетот и тага ми е окей. Тага ми е окей малце да биде у позадина стаен за луѓето да си прават музика што треба да си прават. Брат, време е да биде у позадина. 10 години е во спотлајтот, кај нас дојде нормално со закаснување, дојде таму стигна 2014, 15 па полека, 2016, 2017 кога на глобално ниво се и почна да се презаситува, тоаш удри пикот кај нас и тоаш цела нова генерација на луѓе се навлекува на тоа, што е нормално, супер, ја тоа го пуштам за плата, секоја недела по 2, по 3 пати организации, сакам да го пуштам, но мислам дека тој го зборевме пред се го зборевме у Амок радио. Дека со новата декада, дојде новата декада, више ќе бидеме 2022 за 2-3 недели, више време и да не се поистоветува new school музика само со трап, туку новата декада треба се донесе нови звуци и не само хип-хоп звуци, него и глобални. Апсолутно. Пред се тука зборам за афробит звуци кои реално за мене се исто како за 2020 се хайлайти на 2021 брат. Тоа е тоа. Мислам дека и тоа и чартовите го покажаа, накратко ги погледнав. Јас сум изненадан онака како само има латино артисти, само има афрички артисти и на глобал чартовите онака како си велам кои се луѓе што ја слушаат толку музика, кои се песни. Посебно латино музиката е примамлива за многу голема популација на луѓе. Од западниот свет под наводници, бидејќи на истокот таму Кина и другите азиски земји си имаат своји стриминг сервиси, мислам дека не има толку Spotify корисници, за тоа не се и они овие корејциве и мислам дека има, овие што се бојбендовите, бојбендовите од Кореа, али во западниот дел од светот под наводници има голема популација што разбира шпански и затоа латино музиката прави тейковер, бројки Bad Bunny е број 1 и оваа година. Иако оваа година може би извади проект, ама не сум сигурен дали извади, лани извади 3, ама мислам дека оваа година може би не ни извади. Пак е број 1 најстриман артист брат. Тоа е тоа, мислам дека се го покажа се тоа. Као Дрейк, ама на глобално ниво, односно Дрейк у латино верзија, така би го нарекол брат. Па види. Валјда си имаат причина за тоа, си имаат си имаат посебна. Не е ни толку посебна бидејќи Bad Bunny слушаш и ти, Bad Bunny слуша цел свет, но латино светот има и причина зашто го поддржуваат и да го кренат на тој пиедестал таму кај што е сега моментално. Ја искрено него ни слушам брат, ја ќе ти излажам ако ти кажам дека слушам Bad Bunny. Стварно, као немам една песна мија брат толку. Таму завршува мојата Bad Bunny дискографија и знаењето за истата. Ама пак ќе кажам, не ми е мене репер лично за тоа, ама сум изненадан дека е така, бидејќи онака гледам имиња сочувам прв пат со неф и си викам као окей, колку и да не слушам радио, валјда некаде у кола сум ја чул песна, ме разбираш која е песна и не знам на што се базира, дали се базира на TikTok хитови, дали се базира на radio plays, од кај потекнуваат такви една песна да има таков монументален момент каде што за една година ќе стигнеш ти над најзбозборуваните албуми кои што се Kanye, Donda и Sylvie од Drake. Не брат, мислам дека само е тоа што ние како луѓе цел живот ја пратиме американската сцена, сме многу зависни од американската сцена и мислиме дека тоа што се случува во Америка се случува во целиот свет, односно не мислиме ние така, него американците сакаат тоа така да го представат. Така може би било допред некои 4-5 години. Веќе не. Ама брат, види годинава Адел извади албум брат. Разбираш као Адел е исто до тоа што и е онака, она е од Британија брат, ама она е за светот. И сега Адел никаде не се појавува на овие чартови. Адел мислам дека покасно извади брат. Да, апсолутно, и ќе видиме тоа како ќе се одржи, ама ја спомнувам бидејќи она јас не би ја ставил на исто тоа ниво глобално каде што и се овие Оливера. Еве ги. Топ артист 2021, глобал. Bad Bunny прв, Taylor Swift, да речеме, од западната сцена, BTS од Кореа, Drake, Justin Bieber, The Weeknd. Drake, Justin Bieber, The Weeknd од Канада, значи имаат 4, 4, 5 и 6 место Канада, брат. Тоа е тоа. J Balvin, број 7, Ariana Grande број 8, Оливија Родриго и 10 Juice WRLD бе, брат. Како? Juice WRLD е, мислам дека најслушаниот артист е некоја
тинеџерска или Зошто? не знам како која генерација да Не кажам. сваќам зошто. Не брат. сваќам ни ја брат. Не сваќам. Не, као Rest in Ама- Peace Juice WRLD, ама не сваќам зошто. Музиката Секоја веќе е стварно чест, ама- разводната. Да, апсолутно. И затоа и за неговите стејдж опери со неговата музика не извадена, брат. Тоа е ненормално ти да водиш таков wave на артист што е веќе починат година и пол, Многу. можеби и две. Многу. И не знам, чудно е, мило ми е дека е така ако слушаат тоа, ама на пример тоа ако што кажа брат Джастин Бибер се, знаеш дека е овде само заради една единствена ствар, тоа е Peaches, Да. песнава што извади. Да. И не е ни негова песна, брат. Песната е на Giveon, брат, и као тоа е лудо, брат. Тоа е лудо. Ти велам као една песна, артистко Giveon го нема никаде, само е овде постои на песна, нормално дека е негова. И Джастин Бибер е топ артист четврти на листава на Spotify, брат. Топ 6 Нереално. слушана песна на глобално ниво за оваа година на Spotify. Лудо, прелудо. И затоа многу ми е мило, затоа Giveon конечно си ги добива своите цвеќиња онака заслужено, бидејќи баш пред некој ден си израдува видов онака Дрейк му искача од позади на неговиот настап, дури ја пеја акустичната верзија од Chicago Freestyle. Дрейк го изненадува него, не остај публиката, значи го изненадува и него, имаат предобар момент. Мило ми е дека е поддржан, е многу искрен артист, за си ја прави музиката тој што сака да си ја прави, а е поддржан од такви големи артисти. За подобро или за полошо, Джастин Бибер Peaches е феноменална песна инаку. Тоа неприкосновен хит, феноменална и Джастин е одличен таму, но нели, ја знаеме репутацијата Джастин што има кај тој машки свет од музика ние што ја слушаме, и го имаш Giveon, имаш поддршка од такви луѓе што се огромни во индустријата. Не може да биде тоа лошо за тебе, а ти ја правиш музиката што сакаш да ја креираш и немаш никакви компромиси. Тоа е најдоброто. бе. Најдоброто. Тоа е best of both worlds. Точно. За мене барем е тоа така. Точно. И ова го покажува тоа. И затоа, на пример, затоа ми се свиќа дека вака можеш да го утврдиш тоа, доколку нормално и размислиш за него. Мене Giveon ми значи кој артист, ја би сакал многу и во живо да го гледам. Вреди, знам дека ќе вреди, има феноменална музика. И ме радува што луѓе конечно и го препознаваат онака и стварно влагаат и во неговата дискографија, го слушаат. Зборевме и со луѓе на Пандамониум, зборевме онака. Бев изненаден, не очекував дека кај некого кај мене не се најде на пример. Кај мене беше Brent Faiyaz 5, ама ете, не добивме од Brent Faiyaz проект, добивме некоја колекција на песни од Giveon. Тука е Fields, ми е мене од едно од најслушаните песни моментално на Rewind, ми е вратена цело време, горе на плейлистата ми е Fields од Giveon. Имаат зошто да се овде, мило ми е дека е И така. тек допрва ќе биде тоа така. Да. R&B се поише и поише влага. Тоа не може никој да ми каже поинаку дека R&B за 2021 нема да биде еден од најдобрите жанрови со најквалитетна музика годинава. Значи 2022, извини, збориме. Оваа година ќе биде огромна. Brent Faiyaz вади проект, Giveon ќе вади нов проект. Ќе се дешаваат ствари. Брат, на крајот денот се е cycle. Се враќаат. Се презаситивме од премногу turn up и од премногу дерогативни текстови, од премногу глупи текстови. Ќе се сврти тоа, ќе се дојде пак од почеток и тоа така иде секогаш во историјата на музиката и на културата и на човештвото, секогаш се вртат работите во круг. Знаеш, на пример онака како сега сум у тој период на мојот живот кај што сосем ми е окей да се врати PDD ерата 2001 до 2006-2007 тој звук. И вратена е под наводници. Да, го има тој момент, ама онака да се врати на голема врата да тропне, топ би ми било, брат. Тоа ми е музика онака што сега моментално уживам, неа се враќаме на неа. Буквално пред 2 дена заглавив на Jadakiss си на нивниот албум, брат, што е изваден од The Lox. What's it gonna be, брат, хит. Не, ама тоа е нормално, брат. Таа музика е кога почнав да слушам трап таму од 2012-2013 ми беше многу застарена, ми беше многу Апсолутно. корни, ми беше многу апсолутно. без врска онака, брат. Ама сега е после 10 години. Тоа е. Го има тој момент на throwback момент. Дека Да. тогаш уште не беше стигната да биде throwback, тогаш беше само стара. Да. Сега е И сега, легендарна. да, и сега имаш нови артисти кои што можат да ја земат, да ја флипнат и да направат нешто што ќе биде пак на еден начин ново. И мене тоа ми се свиѓа, дека стварно се е репродуцирано, нема ништо ново, као и трап музиката, брат, трап музика постоела уште од 90 и некоја 96-та, ама сега е многу реинвентете онака. Разликата беше со оваа ера што ја направи да биде многу тоа што е. ја исполира Да. и ја прати Да. глобално да стигне на секаде. Тоа беше Зашто да не може со било кој правец онака? Зашто да не може Келли Реп
Калифорнија рап да се врати во некое ново светло. И Калифорнија и тоа го прави. Бейс саундот е многу поинаков, дека е многу побрз, 110 ки се рапуваат, 105 ки се рапуваат. Ама не зборам за DJ Master битови. Оној како се викаше? Hi-fi саунд? Hi-fi саунд, да. Мене има моменти кај што ми се свиѓа, не знам, мене ми е добро во некои одредени моменти, ама ќе видиме како ќе биде. Секој субжанр на хип-хопот сега има момент да се ретрансформира нешто, да се направи, да дојде некој да го земе, да го сврти на глава, да направи нешто интересно и ќе видиме како ќе се одвива. Иако ништо друго со стриминг сервисите има шансата сигурно да се најде својата публика на секаде во светот. Доволно во Македонија да има 1000 луѓе што го слушаат, за волку мал пазар, 1000 луѓе што ги имаат Лери Джун постојано во ротација, тоа за него е сосема доволно тој пазар. Апсолутно. Да не збориме за поголеми. Апсолутно, мене ми е најслушан артист за 2021. Толку. Као сигурно постоите други луѓе ко мене. И индепендент е, негово е све. Тоа што ти придонесуваш кон неговата кариера, тоа све е кон него. И затоа е добро. Тоа го зборевме предходниот пат. И на пример зборевме и за тие потенцијалните модели, бизнис модели што би можело Spotify да ги направи. И доколку и тоа се на пример случи во некаква форма, тоа би било одлично и за Spotify, и за луѓето кои што го слушаат, ќе го слушаат артистите, а и за самиот артист. Нормално за помалите артисти, него ли за поголеми. Да, тоа дефинитивно. Иначе јас сега баш прегледувам, немам песна од Лери Джун топ 100. Штета. Така да имам тотално други ствари и искрено да ти кажам, многу позитивно се изненадив од оваа плейлистава Your Top Songs 2021. Искрено многу сум. Не, мислам дека и сите, брат, знаеш како добра плейлиста имам, брат. Искрено да ти кажам. Кај мене на пример поише се баш се смеевме со Бодан, баш кога го пуснав моето Spotify Rap, дека онака не слушам само хип-хоп, уствари, имам 5 различни жанрови у топ 5 за хип-хоп, као Spotify си измислиле, брат, 5 субжанрови за мене да ми кажа дека ја само слушам хип-хоп, брат. И сосема сум окей со тоа, бидејќи целата листа нема ништо друго, брат. Има ќе влезе некоја побрза песна, нешто, ама тоа пак е базирано на хип-хоп и окей сум сосема со тоа, не стварно тоа го слушам примерно 90% од времето. И немам ништо против, плейлистата е таква кој што е и сваќам дека е ко некоја као да го наречам, брат, ко некоја агрегација од сите 28 плейлисти што ги имам моментално, брат, на мојот профил. И окей, само ќе почнам, ќе нагласам неколку топ 5 песни, брат. Bonsai, Action Bronson, Lay Witcher, Isaiah Rashad и Duke Deuce, Stats, Baby Kim, Smoothies in 1991, Larry June, Funline, Pasalu и Clash, Dave in Storms. Тие ми се топ. Добро, тука реално имаш UK хип-хоп. Тука има све. Имаш Кали рап, имаш underground хип-хоп. Така? Да, апсолутно. И тука имаш алтернативно. Да. Значи, се тоа што слушав и се тоа што слушам е тука у топ 5 песни. И тоа ми е окей. Jim's Fairy Tales and Fantasies, Brent Faiyaz, A$AP Ferg. Тоа е стара песна, 2018, ако не се лажам, која што ми е едно најслушаните 2 години за ред. И, например, тука е Drake, Favi со Demons. Најслушана песна од Drake ми е Demons. Тоа е 2020 јуни, така? Да. Што значи дека не знам, има тоа ти велам, ја кога слушам Drake, слушам само одредени ствари. Немам пуштено хит од Drake. Ја не памтам кога имам последен пат слушано од Drake хит. Нешто што било големо. Demons ми е една од омилените песни и со право е тук. И затоа има моменти кај што се изненадувам, ама си викам ова ја очекував, пошто ако направам кои ми се омилени песни од сиве плейлисти што ги имам направено, овде ќе биде тоа. Има MF Doom трак, има Alchemist трак, има све тоа што слушам, брат, тоа сум ја стварно и доколку ја немам споделено, може да ја споделиме сега во линк на видео, па луѓе нека чујат да видат што слушаме и бидејќи реално да правиме 100 песни се многу за да се преслушаат, ама може да се скролнат онака, да се стави на шафл па да видиме кај ќе иде. И сигурен сум дека мојата и твојата се многу различни. Колку песни мислиш дека има заеднички таму? Што би се појавили кај мене и кај тебе? Ја би рекол максимум 5. Да, ај ќе споредиме. Ќе споредиме и ќе кажеме тоа следна епизода. Прво така отвараме, само да го затвориме тоа да видиме колку, бидејќи сега да ги гледаме би требало време. Не знам дали имам клеш, само да проверам на секунда. Не верувам, брат. Имам. Имаш сигурно таа една гивена, ама другиве не знам.
валја има нешто, не велам дека нема, ама 5 максимум би прогнозирал, ја може да нешто од J. Cole ако имаш или немам J. Cole, немам слушано годинава воопшто, брат. или окей од Kanye West или нешто такво. Ништо од тоа, брат. Да, мислам дека 5 нема да имам. Топ 20, брат. 20-та песна ми е Kelly is Active the Dog Pound, брат. Како да ти објаснам, као имам некои такви ствари што онака као не се ни ствојстви за мене, ако ме погледнеш Ти забега оваа година сум. Да. Ама тоа ми е топ, ме разбираш, као не ми е проблем. Го слушаше Джим Джонс, го слушаше Fucked Up 15-та е. Бели, тој Нью Йорк саунд едно време ти беше па кали рап, па сите подстилови на рапот. Нью Йорк моментално се за врати мене многу назад. Да, Нью Йорк моментално го има најсвежиот звук за мене, иако потсеќа на нешто старо. Стварно го има најсвежиот звук. Еве ќе спомнам, тоа планирав и за понатака, ќе ти го спомнам и тебе, не знам дали го знаеш. Има еден артист се вика Сос Вока. Да. Го знаеш? Леле колку е добар, брат. Не можам и тоа сосема различно. Ми заврши плейлистата, Radio Based on this playlist, прва песна, брат. Влагање, не можев да ме преврате, брат. Не можев да се свестам што е ова и вака викам, абе, ова као ми звучи некаде како познато, ама сигурно не го знам. Говорам Сос Вока, брат. Викам, чекај да видам кој е ова и само видов дека последниот албум што го има извадено е цел дрил албум, тоа не ми се свиеше, но претходните Која ствари колаборација имаш? Он има една многу голема колаборација. Да, има. Јас борам за една Rest in Peace нешто и тоа е као за негов другар песна, но овој последниот албум со A$AP Ills, Да, готово. тој не ми се свиѓа воопшто, го преслушав. Rest in Peace Buddy. Rest in Peace Buddy, таа ми се пушти и онака бев превртен. Си викам што е ова, брат, као ама дефинитивно за луѓе што малце го сагаат оној трепиш, брат има трап песна без битс, без драмс. Најлудата ствар за мене. Као ми изненади стварно и си викам окей, ова ќе го слушам, ќе му дам. Ги преслушав сите албуми, само последниот од 2019 што го има извадено не ми се свиѓа бидејќи е дрил, ама е многу чуден дрил. Многу чуден. Ја кога се збори за дрил сум малце специфичен, сакам јаки бас лајтс, не сакам. Имам посебен тип онака, затоа Demons е ми се свиѓа бидејќи е таква малце покарактеристична, бидејќи не е тоа класичното UK, туку го има тој Нью Йорк саунд, некако измешано од трите најдоброто е земено и тоа ми се свиѓа. Ама ова не ми се свиѓаше, но Сос Вока за луѓе што сакаат малце Нью Йорк звук, малце подлабок глас, онака вокали јаки, силни и со убава продукција и рап и трап, дефинитивно да се провери Сос Вока. Тоа ми беше едно од најдобрите откровенија сега последни месец дена и уште едно нешто што тебе ќе го пуштам што можеби, а и не мора да значи дека ќе ти се свиѓа. Потсеќа многу на Киглак и на Young Dolph. И тоа ми го видов и го сватив дека е артист од едни видеа што сега станаа веќе познати, Сайtok NYC. Не знам дали ги знаеш. Не. Најдобриот контент на интернетот, брат. Нормално после Пандамониум радио. Прати ми да чујам, ќе ставиме линк. Да. Артистот се вика ABG Neal, Нью Йоркер, белец, ама пораснат во гето, не се замара за ништо, и е многу интересна, брат, кратки песни од по 2 минути, два врса, еден хук на средина, битовите се апла едноставни, онака само еден обичен луп, трап луп, многу добро, а многу интересно и свежо, брат. Многу добри досетки, кажувам, многу добри one-liners има. Ме потсеќа баш на Киглак и на Young Dolph, ми се свиѓа тоа и мислам дека ќе опоштееш и ти, бидејќи не е ништо посебно, ако го пушташ, го слушаш, се смееш, брат, се кикотиш онака дека е како шо при глупака. Таа музика тоа ми треба, брат. Да, тоа. Затоа ABG Neal, Сос Вока. Тие се два артисти кои што ми се откровени, не се ништо посебно, но се добри онака, затоа што ми се одлични и сакам да си ги слушам. Не знам, кажи ми нешто друго, ајде да брат, што се дешава кај тебе. Например, еве, ќе збориме за тоа, дефинитивно ќе ги споредиме, но Spotify Rap ја ќе заокружам за моето, не е нешто што не очекував. Ја тоа ќе кажам дека не е нешто што не очекував, бидејќи знаев дека не слушам трап музика, знаев дека само слушам одредени делови од трапот, како на пример South или такво нешто како Lay Witcham ја ете, втора најслушана трака. Тоа е трап бенгер според мене. Еден од најдобрите годинава, ако мене ме прашаш. По звук да. По звук. Иначе артистот како артист, Азија Рашад не припаѓа во тој кош. Не припаѓа. Припаѓа само географски бидејќи бидејќи потекнува од Четануга, Тенеси. Ја тоа го дознав кога го извади албумот. Значи никогаш нема направено тој трап бенгер кој овој. Има рапувано на трап битови,
сепак живее и продуцира и работи од Калифорнија, отиди, но не е тој звук. Ова ме преврте стварно и истиот момент овде и го имав со Сосвока и сега со ABG каде што не е очекувано од такви луѓе да изведа таков звук. И затоа. Но на крајот на денот не ми изненади сето тоа што ми го кажа Spotify, бидејќи на крајот на денот знаев што е, ми изненади дека стварно сум навлезен, тоест ми го потврди тоа што мислев дека стварно сум навлезен во тој underground movement, во Гризелда, во Рок Марсијано и тоа ден денес се уште слушам Алхемист, Фреди Гибс, што и тие си имаат моменти во спотлајтот. И тоа многу ми се свиѓа дека стварно, кој што кажа, секој артист може да си создаде многу добра и многу силна фан база и да вирее таму. Да вирее таму и да биде многу добар само врз основа на тоа тој што прави. Има милион начини како да заработат пари. И тоа го имаме зборено и во претходните. И ова е само уште еден момент како и ти да видиш ко фан кај си. Стварно онака што слушаш, што не слушаш. И тие да знаат, бидејќи и тие ги добиваат. Ја исто со Курчо гледавме исто за артисти многу добри аналитики добиваш кој кај те слушал, колку те слушале, колку стримс, колку нови артисти, колку нови стримс у последнава година, кои ти са најслушани, која песна во колку плейлисти се има најдено. Тоа се многу добри податоци повеќе за артистот и на пример тоа е заборавената страна на Spotify каде што Spotify многу добри информации и аналитики дава и за артистите. Ја имам аксес до на Курчо профилот на Spotify и тоа го видов од прва рака и е многу добро и ми изненади онака како локален артист можеш да се покажеш сега јеби го, окей, знам луѓе користат и VPN за да се стават на Spotify, нормално ти ако си у Скопје или у Битола и ако со VPN си стане за фри премиум да добиеш у Америка, ќе те покаже дека ти Курчо го слушаш од Америка, но не може да се 110 различни земји, а Курчо го слуша и го има слушнато. Не знам зашо муза е слушана најмногу у Јапонија, брат. Појма немам, ме разбираш, ама како те зачудува зошто е тоа така. Може би има некој таму што го поштоја Курчо или Италија, некој такви, Малта имаше, брат. Интересно е. Стварно е интересно, го зборевме и тоа со Курчо и тоа е многу добро за артистите и затоа битно е дека не си изоставени, бидејќи стварно на Spotify има многу мали артисти со своја мали во поглед на тоа дека не се поддржани од major label и си имаат своја фан база и може да си ги видат тие онака аналитики и да знаат и кај си и што се. Тоа е многу добро. Според мене тоа е многу добро и затоа боле е Spotify него ли лани и се надам дека само ќе продолжи така да, не знам, да ти дава информации кои што тебе ќе те оценат онака за една година што има слушано како имаш слушано. Добра, ти мислам дека тоа е начин Spotify да врати малце и на фановите и на артистите, иако они прават со тоа и промоција на својот сервис. Апсолутно. Ама мислам дека за мене лично многу ми значи Spotify Wrapped. Верувам дека да бев артист уште повеќе ќе ми значеше. Да. Така да добро е што бар вака враќаат на некој начин со овие информации што ти даваат малце, ти прават некој чувство на почна се повозиш со сервисот и едноставно да знаеш што како слушаш, можеби да смениш некои навики на слушање, можеби да подобриш, можеби ќе те вратат, ќе се вратиш после неколку години, ќе си провериш твојата 2021 плейлиста, па ќе се потсетиш. Мислам дека има многу предности и big up до Spotify што ни го даваат Spotify Wrapped почеток на декември секоја година и да. Чекаме 2022 следно. Ќе видиме, имаме до тоа што многу да збориме, ќе направиме посебна емисија каде што и постови колани, бидејќи на пример лани стварно ми беше предизвик да ставам 15-20 албуми од годинава што стварно припаѓаат таму. И еве, ќе видиме тоа како ќе иде. Почнавме веќе да работиме на нив, ќе збориме за нив, Сакам, ајде, уште од сега ќе почнеме, на пример, као можеш ти да кажеш некој одреден албум, песна, кој што, на пример, 2021, ја ги имам и пак се тие што сега Spotify Rap не ги дае, брат. Не знам зошто, тоа е стварно чувствувам така, ама, на пример, не знам, ќе почнам The House is Burning, брат. Албуми тие што зборевме веќе дека се, од летото конкретно, тие ми се скоро и ќе ми се најдат и на тие листи, брат. Не е дека Not Far From The Truth. Брат, спојам да оставам Scary Hours to EP-то топ 5 албуми. Апсолутно. Ја имав секција EPs кај мене лани и ќе продолжи тоа бидејќи имам поштоем EPs, брат, кај стварно има доста годинава бидејќи ако се сеќаваме многу артисти имаше еден момент во март мај каде што почна 2 packs да вадат или 3 packs да вадат. Тоа е EP, брат. Тоа е EP според мене short play и си заслужуваат и свој дел во дискографија на еден артист.
Зашо не може? Ја не знам. Да, такви single packs или EPs, да. Брат, реално направиме муабет. Брат, реално Боље е него ли цел CLB. Ако бидеме искрени. Па тие три песни, тоа беше многу интересно. Мене Lemon Pepper Freestyle ми е најслушана песна од Drake оваа година. Тоа е тоа. Не ми влезе во топ 15 Да, од мене слушани What's песни, Next ама исто ми е едно од таму се најслушаните. 3 од 3. Јап. И кога излезе тој период беше крај на февруари, ако не се лажам, или почеток на март. Мислам Почеток дека- на март баш бевме нели во Амок го имавме вако Значи терминот и таму зборевме за тоа, отворивме со таа фактички What's Next ни ја начина и темата за која што почнавме да збориме, Точно. со тоа отворивме. И затоа ти велам као ќе ги направиме листиве, ќе ги скоткаме. И ја искрено да ти кажам, мене Spotify Rap ме врати, малце ме шокираше, бидејќи имав заборавено уствари која музика слушав и која музика беше излезена на почетокот на оваа година. да, па Дека тоа за прави. мене музиката некако имав впечаток дека кога се спомнеше кој е албум најдобар 2021, ја рачунав од летото навака. Да речеме Да. од J. Cole навака, од The Off Season, тоа беше април или мај. Значи првите 3-4-5 месеци уопште у главата ги немав, бидејќи тоа беше почеток на годината, после фатив корона, после се исподешаваат други ствари, со Пандамониум работевме и мене таа музика што излезе на почетокот на 2021 ми имав у глава кога е 2020. Односно ми беа испомешани, нешто беше 2020 крајот, Да. нешто беше почеток на 2021. Така да Spotify Rap многу убаво ми направи онака ми стаи на хартија actually 2021 што сум слушал целата година. Почнувајќи од почетокот, па се до крајот, бидејќи да бидеме реални, на почетокот на годината слушав повеќе музика него сега на крајот, бидејќи после летото почнавме да работиме многу, има помалку време да слушам музика. Така да мене тука ми се претежно песни што сум ги слушал на почеток на годината или најмногу во пролетта. Тоа што бил најактивен со слушање, таму тој период април, мај, јуни, мислам дека повеќето што ми се најслушани ми се од тој период почеток на пролет и почеток на лето. Тоа што не се изненадив, али тоа што беше очигледно, Афробит ми е прв правец, брат, и сосема заслужено, мислам дека и од топ 100 песни на плейлистата имено 70 или 60 што се Афробит сигурно. И сите подстилови на Тоа е Афробит. Пети ми е Амапиано, пети жанр, најслушан ми е Амапиано. Сме збореле за Амапиано е тој новиот правец кој доаѓа од Јужна Африка, кој е комбинација на Афробит, кој спаѓа под Афробит чадорот, но има поврзаност некој со Deep House музика. Тоа ми беше правец кој го открив оваа година, но за разлика од ланиот пред 2 години, што беше случај со Алте музиката, не бев толку навлезен во Амапиано. Така. Лани Алтето ми беше онака као правец на годината без разлика на се. Оваа година мислам дека правец на годината ми е UK хип хоп, брат. Мислам дека и лани ми беше исто, ама оваа година мислам дека UK хип хоп ми одбележа поише годината него ли Амапиано или Афро ама Афро више не ми е ни толку ново. И UK хип хоп не ми е толку ново, али мислам дека UK хип хоп кој ми се наоѓа као второ место, значи Афробит, UK хип хоп за мене UK хип хоп ми е онака субјективно правец на годината. Бидејќи некако Афрото и до негде ми издосади од толку многу слушање Нормално, последните години. пресаситеност, да. Да. Види, јас само ќе се надоврзам само на брзина нова и ќе те оставам да продолжиш. Мене доволни ми беа за 2021 и за 2020 два албуми, брат. Пасалу, Send Them to Coventry 2020, Dave 2021. Толку. С тие два проекти ми се онака за 2020 и 2021 сосема доволни за и мене UK хип-хоп да ми се најде на топ 5. Значи, до тој степен, ја не слушам други ствари. Слушам нешто од Gets Geeks, нешто такво рандом, ќе се убаци Скепт. Ама генерално се тие два албуми кои што ги слушав година. Така да, ајде, збориме те. Мене тука тоа ќе оставиме на топ листите. Топ 3. Топ 3 ми е реге, брат. Не знам реге, мислам дека Spotify малку ќе има да измеша нова реге. Сигурно има тука спаги денсхол, сигурно спаги некој дел од Афрото, дел од Алтето, бидејќи Алте смијаме зборено дека комбинација на Афробит со R&B, со Так. реге, со други правци. Четврто ми е underground хип-хоп, брат. Еј, тоа е значи, тоа. Четврт правец ми е underground хип-хоп. Тука сигурно доаѓа до израз тоа што сме слушале на Пандамониум, тоа што сме ставале на плейлистите, но од друга страна морам да се пофалам, брат, дека у топ артисти котата Френд ми е четврти, J. Cole ми е пети. Тоа е тоа. Баш ми пише еден дечко на Инстаграм, вика нема шанси дека толку го слушаш котата Френд. Па, Оваа зашо година, нема, брат, оваа Зашо година нема? го па во слушање посебно Зашо таму пролет нема, дека брат? имав корона. Зашо нема го збориме? Константно го збориме кота и не знам, едноставно
тука е брат, а квалитетот на тебе ти се свиѓа дека е таков ептен лоу-фај, инди, рап е брат. На крајот на денот ја не би го ставил во underground хип-хоп, ја поеше underground го поистоветувам, Кота ми ја поеше како алтернативен, Добро, може би да. инди хип-хоп артист, него ли underground, но тука те ќе се границите, ама нормално Не знам дека Spotify како го апсолутно, апсолутно, ама ете на крајот на денот квалитетно е. Мене ми се свиѓа, ја не сум толку многу навлезен на Кота и неговата музика слушам, ама на пример артисти ко Сава, ко Смино, потсеќаат на него, тука се и тоа слушам. Таа на плейлиста Mellow Bars што ја спомнав прошли пат. Тоа е тоа. Проверете ако ви се свиѓа тој само сега саунд. вади нов проект така да чуете и тоа. Брат, многу интересно, значи прв артист број 1 Дрейк. Мислам дека на многу луѓе Дрейк им е број 1 артист, сакале или не келе, без разлика дали го слушаат активно или не го слушаат, Дрейк на сите им се наоѓа на број 1 или на у топ 5 артисти, бидејќи човекот има соработки, има хитови, постојано е во ротација на сите плейлисти и мислам дека тој и најголемата величина на Дрейк, баш си го мислев ова пред некој ден, е тоа што човекот прави музика за буквално за секој момент од денот и од животот. Можеш да го слушаш и додека вежбаш, можеш да го слушаш и кога си тажен и кога си среќен. Не можеш да го слушаш можеби кога учиш, ама можеш да го слушаш кога работиш, можеш да го слушаш кога идеш у диско. Мислам дека човекот има музика за се и мислам дека и за тоа на сите им се наоѓа на Универзален. првот на топ листа. Универзален е стварно, ти велам, имаш одредени секции од одредени албуми каде што можеш да слушнеш и да се поистоветуваш со тоа, ме разбираш, без разлика како се чувствуваш. Дали си емотивен, дали си хајпнат, што и да, ме разбираш, има песни за секого. И тоа е многу добро. Мене затоа ми е тоа Дрейк што ми е онака, затоа го слушам кој што го слушам. Исто. Тебе Дрейк ти беше втор? Втор. Да, добро, мене ми е Лери прв. Джун прв, Дрейк втор. Како беа, треба да се приседам. Пази ова сега, Show Them Camp ми се втори. Show Them Camp ги имаме зборено многу. Palm Wine Express, албумот кој излезе на крајот на 2019-та, во 2020-2021 беше постојано во ротација, оваа година извадија некои нови проекти. Постојано ми се дечките у ротација и многу ми се свига. Трети ми се NSG. NSG, нивниот проект Roots, го ставив како број 1 Afrobeat проект за ланската година 2020, дури пред албумот на Wizkid, Made in Lagos, бидејќи за мене субјективно е боле. И оваа година постојано ги слушав. Оваа година требаше да излезе нивниот деби албум, тоа беше нешто како микстейп. За жал не искочи. И да ме излегува едно 7-8 синглови кои постојано ми се у ротација онака секојдневно. Кога ти што го слушаш Lady June, ја така ги слушам NSG. Па тоа е тоа. Ја мислам дека сите си имаат по еден таков артист онака што не знам, мислам ја бидејќи заради Пандамониум го имам зборано Лери, ама инаку Лери не го зборам со никого брат. Онака тоа ми е не дека е без кеп секрет, онака сите знаат, веќе и луѓе го слушаат и овде знам дека го слушаат Лери, ама не знам, мене мој си онака го чувствувам дека музика како не ми е за слушање со некој друг. Си ја слушам со Марија, девојка ми, ама као не знам, не го пуштам на никому друг. Тоа си е за Тоа си е твојата музика што си да, или ако крузаме ја и ти онака некаде да го пуштам брат. Тоа е тоа. Не се дешава од друга со други луѓе. Као го слушам и затоа ми и валјда дека најчесто сакам да слушам музика сам. И така и се дешава тоа, ме разбираш, стига до тој момент каде што еве ја ќе ги спомнам бидејќи не ги кажав моите топ 5 артисти се број 1 Лери Джун, 2 е Дрейк, трети е Беби Ким, Айзеа Рашад, четврти и Брент Фајес пети. Мислам дека одлично те опишува. Да, тоа е, мислам дека како имаш све брат. Бидејќи на Беби Ким моментално ова му е прв албум каде што има таков спотлайт, каде што стварно бидејќи неговите претходни проекти не беа толку многу брат. Прв негов момент каде што луѓе се запрашаа кој е Беби Ким е Дрейк од 2019 на Tidal интервјуто после сите глупости што се испоиздешаваа со Пушати и со сето искочи и кажа кога го праша кој ти е омилен артист и кога кажа ги слушам многу Гризелда и имам песна со Benny the Butcher but that new Baby Kim though и толку тука беше брат луѓе почна ја така и го дознав брат ја имав чуено Baby Kim ствари уште 2018 ама никад немав зачуено ме разбираш и као сега окей да видам што збори Дрейк да видам зашто него му е омилен овој дел зашто му е омилен за 2019 овој проект го слушам баш тоа и беше декември брат тоа беше пред Крисмас интервјуто ептен за на крај на година значи Дрейк имал пола година да го слуша проектов и да каже дека му е омилен го преслушав и сватив целата приказна шој тоаш веќе почнав да поеше па тоа се деси Пандамониум па Orange Soda стварно ми стана едно од омилените песни и од тука се тргна луѓе почнаа да ни пишуваат за Baby Kim топ затоа и со причина сите си имаат своја сопствена причина зошто се таму брат Брент Фајес ми е омилен од R&B
од R&B правецот. Така го слушам константно. Айзеа Рашад го чекав со години, брат. 5-6 години го чекав човекот да извади проект. Нормално дека The House is Burning ќе биде тука и он ќе биде број 4. BB Kim, конечно исто така, прв дебют major label албум. Исто. И се знае, Дрейк или Риджун нормално. Така да, кој што кажа, мислам дека сосема ме опишува, ништо нема некој одболс овде. Тоа сум ја, брат, као... Брат, и мене опишуваат за оваа година Дрейк, број 1 се разбира, Шодем Камп и NSG, да речеме Афро, Котата Френд, секојдневно слушање, лоу-фај музика. Тоа... И J. Cole ми е изненадувачки што ми е тука, али Да, јас се изненадев. био стайл, брат, оф-сизон. И не само оф-сизон, го слушав тој период кога слушав Кота, се навратив малци и на стариот J. Cole. Да. Стариот J. Cole, оној Па ја тој поише го слушам, поише го слушам него ли претходно, брат. Да тргнеме од Friday Night Lights па да стигнеме до Born Sinner, брат. Као после се тоа, окей, 2014 Forest Hill Drive, воред феноменален, мој еден од омилените J. Cole албуми, ама таму заврша. Ја после изгубив некако извини, грешка. После For Your Eyes Only, ја прекинав да бидам J. Cole фан, у смисла као. Последен проект за кој што бев онака среќен дека го има извадено беше Dreamville. Return of the Dreamers. Тоа беше супер проект. И Dreamville 3. За тројка да збориме, да. Да, за него мислев. Но се понатака не ми е тоа што може да биде, брат. KOD и сега до офсизон многу боле него ли KOD, ама брат, ја би го ставил ди офсизон топ 5 и субјективно и објективно би го ставил топ 5 албуми, можеби топ 3. Ќе ги направиме листите. Ќе видиме што ќе се најде, очекувате следниот период да направиме листи. Топ 100 песните ќе видиме. Сега сакам да дознам, онака скриншоти ќе си пратиме и ќе ги барам кои си брат. Тоа брат, значи гледај, прва песна Dimension, J5, Skepta и Rema, ова ми е химна на пролетта. Немам појма што е тоа, брат. Многу добра трака, втора трака Adekunle Gold, It Is What It Is, исто тој период, значи ова се е Афро, Feeling од Larry Poe and Buju, Godly, Omalay, The Dawn, Mr. Easy, NSG, Colonization, True Story, Showdem Camp и Burna Boy, Kilometer, Burna Boy, и тек тука ми е првата хип-хоп песна на листава, Lemon Pepper Freestyle. Би рекол дека е 9 или 10 на целава листа. Така да, првите 9-10 песни ми се сите Афро, тука се појавуваат уште некои песни од Burna Boy, имам тука неколку хип-хоп, као например Siberia, кој од Heady One, пак во соработка со Burna Boy, Nafy Smalls, Highs and Lows, Little Bit of This, Central C, значи ова е UK хип-хоп, да. И првата, да речеме, американски хип-хоп, но ова може да спаги под underground хип-хоп, BB King Freestyle, Lil Wayne и Drake. Ти текнува? Озбилно? Топ 20 песни, брат. Сериозно? Браво. Ова е адбол за мене, брат. Но знаеш што приметив? Ама излезе оваа песна на почетокот на годината или крајот на годината? Да. И цела година постојано во ротација. Зимата беше почесто, само малце поретко, али тука е останала, да. Собира плейс, за разлика од песни кои излегува сега октомври-ноември. Ова е чисто онака како обсервација сега што сватив дека уствари се тоа што имаме зборено на Пандамониум е се тоа што сега моментално гледаме на Spotify. Точно. Тоа е. Точно, брат. Немаме нешто што не сме покриле на овде и во претходната сезона, а сега да не се појави. Као имаме зборено Айзеа, имам посебно видео за Айзеа направено. За Baby Kim зборевме за сите, ме разбираш како? Да, дефинитивно, брат. За NSG имаме зборено за Showdem Camp, за City имаме зборено. Тоа брат, ние тука се собираме еднаш неделно и стварно ја третираме музиката која сме преслушале таа недела или ова е само показател на месец, онака ние го ставаме на хартија, го ставаме на видео и на аудио, тоа што го конзумираме и го живееме секојдневно. И затоа ми е многу мило дека го правиме ова, брат, дека тука е единствено место кај што ја можам да бидам 100% Дарко и 100% Айри, да си кажам што се слушам дома и што ми се свиѓа, што не ми се свиѓа, додека кога си во клуб, сакал некел пушташ музика, подиумот да биде разигран. Абсолютно. И тоа е првата работа на диџејот да има разигран подиум и добра журка. Абсолютно. Така да кога пуштаме на журка, се прават компромиси буквално секоја вечер. И да си на своја журка ќе направиш компромис дека сакаш да има добра забава за луѓето. Овде ние збориме за стварите што стварно ги слушаме, но морам да кажам дека ќе се потрудам во 2022 повеќе да пуштам музика во некој формат, некаде, во одреден сетинг, не знам на кои журки, на какви журки, да пуштам музика што стварно ја слушам дома и што ќе се поистоветува повеќе мојот сетот на Iris Scratch
со Spotify акаунтот на Iris Scratch. Да, ја Се надевам дека Ја ќе само тоа едно, направам тоа. ја едно нешто ќе кажам, ова поише е порака до луѓето кои што доаѓаат идат на журка. Според мене боле е да бидеш изненаден на журка, него ли да ти се исполнат очекувањата за тоа што ќе слушнеш. Тоа Слагам. секад ќе се деси. Дозволи си да бидеш некад изненаден и да идеш слепо и да се изненадиш. Мене ми се има десено тоа премногу пати и не само од диџеи, и од бендови, брат, сум заглавил у Маракана кај што луѓе во свиреле шаде и онака си велам, вау, као, окей, топ. Те пак ја не спреман, ама добро ти е. Преубаво е, ме разбираш, и тоа е многу боле и многу е по-ревординг и за тебе, него ли да знаеш на што идеш и да очекуваш да се деси истото. Боле е секогаш да си изненаден. Дајте му на диџејот или на артистот и на кој да е да настапува да ви изненади и да однесе на некое музичко патување, ме разбираш, као стварно е тоа така. Дозволи си и допушти му и нему и верувај му дека една вечер као тоа е тоа, дека стварно така ќе биде. Се надевам дека ќе има таков момент 2022 се надевам дека нема пак да има локдаунс, нема да има прекини во еве и тоа што ти пушташ во твоите резиденции и во се тоа што иде. Се надевам дека ќе се деси тоа, брат. И ќе фатиме ред, да. Апсолутно. Брат, збориме многу за Spotify Rap, не ни стигнавме да збориме за други ствари за кои сакавме да збориме на страна Spotify Rap, али поради тоа ќе ги направиме тие листи и ќе ги објавиме пред нова Да. година, се разбирам, следниве неколку недели, топ артисти, нови артисти, топ жанрови и слично. Пред да завршиме со овој подкаст, сакам да ги спомнам моите топ подкасти за оваа година, бидејќи најголема промена во моето слушање на аудио формати е тоа што јас оваа година слушам многу повеќе. Односот подкасти наспрема музика ми е многу поголем него порано. Порано подкаст беше многу мал дел од моето слушање. Сега секојдневно станува се поголем и поголем дел од тоа. И јас подкастите ги конзумирам на Spotify во форма на аудио најчесто. Па за крај сакам да ги спомнам. Многу ме интересира, штета ми е што Spotify не ми дадува бројка од тие 72.000 минути слушање, колку ми се на подкаст. Да. Може би имаме едно 10.000, сигурно, мислам претпоставам, појма немам. Па да, и види, подолг формат е секако. Да, 6 минути ти е секако да го изслушаш нешто. Така да. Морам да дам shine и light на моите топ 5 подкасти. Број 1 Joe Rogan Experience. Ова не го очекував искрено, можеби на почетокот на годината го слушав повеќе, или можеби некогаш го имам слушано кога сум заспал па свртеле 2-3 епизоди. Така. Онака го слушам, но не ми е примарен подкаст на кој го пратам. Да, ако има добар гостин, да, но секојдневно не. Втор ми е Лекс Фридман. Тој е многу интересен лик. Ќе кажам сличен на Джо Роган, е многу различен, му доаѓаат различни гости. Дечкото е програмер, али му доаѓаат многу различни гости, разновидни. Ја го дознав кога барав материјали за дипломската за Spotify, го имаше викнато еден од таму најглавните во Spotify уште од почетоците кои таму и со него разговараа за целиот алгоритам и целиот почеток и целиот развој на Spotify. Така да таму се навлеков, дечкото е многу добар за предспиење. Трет ми е Агелас подкаст, за ако не го знаете Агелас, тој е најпознатиот српски подкаст. Го води Галеб, може би ви познат, порано беше водител на MTV Adria, има работено и други работи поврзано со хип-хоп културата. Тој подкаст не е за хип-хоп, тој е поише као Джо Роган стил, му доаѓаат различни ликови, има гостување од Фет Фили од Хрватска, поврзани со хип-хоп, многу влијателни луѓе од Србија, од Хрватска, од Балканот, кои работат во културата и пошироко тоа, така да ако ви се слуша тоа, Агелас подкаст, проверете го. Четврт ми е Road Podcast, Reflections of a DJ. Ќе кажам дека тоа ми е омилен подкаст, искрено, вака го чекам со нетрпение да излезе секоја среда. Тоа е една група на диџеи кои живеат во Лас Вегас во Америка и кои постојано секоја среда вадат подкаст во кој зборуваат за своите журки, своите настани и имаат многу често гости од диџејскиот свет од Америка и од светот. Значи не се тоа суперстар диџеи као Кейт Ренада или као некои такви, него се диџеи кои работат постојано секоја вечер во клубовите низ Америка. И тоа дава таа перспектива на, што го викаат они по наводници, the working DJs, во кои спаѓам и јас, диџеи кои работат секојдневно во различни услови, во различни, раскажуваат причи, раскажуваат интересни дешавки, раскажуваат искуства, совети. Сум слушнал многу добри совети за како да се однесуваш, како да се контролираш со пиење алкохол, како да го хендлаш патувањето кога си диџеј, како да хендлаш кога ти бараат да пуштиш песни, song requests.
нови трендови, зборат за Bad Bunny, зборат за новите трендови кои се случуваат во Америка, што се пушта, што се слуша. Така да тој ми е омилен подкаст. И пети ми е Blood Red, The Liverpool FC подкаст. Јас сум за Ливерпул, си ги слушам овие од време на време, пред утакмица, после утакмица што ќе кажат. Чисто онака рекреативно да кога пред да дремнам попладне некои такви Нормално. дешавки, така да овие се моите топ 5 подкасти. Може ќе ставам некој линк у description, али у принцип поштем да слушам подкасти на Spotify во аудио формат. Добро, јас сум спротивното, ја затоа и неам овде, пошто мене Most Love подкаст ми дае Пандамониум, нормално. Одно, ама на пример ја ги гледам и не ги гледам во целост, ги гледам онака, не гледам highlights, ги пуштам цели епизоди. Ја гледам на YouTube, брат. Јас сум спротивното од тебе. Мене топ 1 годинава ми е Rory and Mall, се поделија со Џо Баден, втор ми е Џо Баден. Се уште останав да го гледам, искрено, уште не знам зошто има на моменти, само ми е онака смешен и забавен. И трет, што може би треба да биде, зборам за најгледани, не за најдобри, ми е Flagrant 2, Ендрю Шулц, еден од подобрите подкасти кај што има многу смеење, многу за африканци, многу добри гости и многу добра енергија помеѓу Ендрю Шулц и гостите и хостовите кои што доаѓаат. Ендрю Шулц за мене е еден од најдобрите комедијанс последниве добри 4-5 години. Многу е брз, многу е оштар, предобар е, онака, као, не знам, се надевам дека ќе дое некаде во Европа за да го гледам во живо, многу сакам да идам на комеди стендап и Flagrant 2 му е одлична платформа да го прави тој тоа што го прави. Феноменален е за луѓе што сакаат да се насмеат, што сакаат да се исполнат со добра енергија и со онака quote-unquote гом на јадење, дефинитивно треба да се погледне. Тие се трија, немам други. За мене си 3, не ни стигам до 5. Се надам дека не знам зашто уште се немам навлечено на пример на Џо Роган. Знам дека ми имаш праќано видео, имам гледано ствари од Џо, ама немам стигнато до таму кај што ќе го гледам недела за недела. Ме разбираш, како имам гледано ствари, се уште не можам да навлезам. Мислам дека поише има врска со менување на навиките на слушање, менување на навиките. Јас на пример сега пред да се легнам да дремнам попладне, си пуштам подкаст. Така. И си ставам таймер на 15 види. минути да ме по наводници да ме успие. Кај мене на пример, не знам, ја имам гледано Hotboxing with Mike Tyson, брат. Имам гледано 3-4 епизоди со луѓе кои што ги знам онака, со Джои Берес, со Фреди Гипс има епизода како тие ги имам гледано и тие ми се добри, ама не е нешто што до тој момент стига кај што било кој гостин да морам да го гледам. Да. Тоа е сосема друг момент, тоаш веќе си ептен, loyal to the cause. Тоа ти го правиш, стварно си ги поштоеш за луѓето што се за хостовите што се пред се. И јас сум поише во овој момент поише сум за гостите на пример кога ќе дое до тој степен, ама на пример Rory and Mall ми е подкаст што го гледам само за нив двајца. Кој ја и ти што сме сега седиме пред камера, збориме, правиме муабет. Затоа ги гледам Rory and Mall бидејќи стварно многу ми одговараат. А другите ги гледам за гостите. Ја мислам дека е тоа добар пример, бидејќи ако у старт почнеш со гости, тогаш подкастот зависи кој те гледа во зависност од тоа кој ти е гости. Дефинитивно. За тоа ние викаме гости во оваа сезона уште не сме викнале, ќе викнеме 2022 очекувате, али ние сме тука да го правиме ова, да ја кажеме нашите мислења и слично и би сакале да не гледате бидејќи ви се допаѓа тоа што го збориме или сакате да чуете наше мислење. Кога ќе викнеме гостин, тоа е само бонус и за нас, и за публиката, и за него. Мислам, тоа е специјална дешавка. Имаме причина зашто сме го викнале. Сакаме да збориме за ствари и не сме онака како кога нов албум, што правиш сега, нема да биде од тој. Шит глупи муавети. Да, нема да биде тоа. Стварно исто кој што е овде, само ќе има и трет човек гостин кој што онака нема да биде ни стаен ни под тест, ама ќе сакаме да збориме за ствари, ќе сакаме кој што секогаш навлегуваме малце подлабоко во работите. Кажавме, секоја музика си има зошто и како. Сакаме да го дознаеме тоа и се надам дека и гостите ќе сакаат да возвратат со иста енергија каде што ќе зборат посериозно за работите. Ја искрено се сметам нас за еден од посериозните медиуми кои што би можеле да го направат тоа и мислам дека доколку луѓе знаат дека треба да дојдат овде, ќе треба да знаат и каков тип на прашања ќе очекуваат и каков муабет може да очекуваат. И се надеваме, ќе видиме. Уште сме свежи у ова, затоа кој што кажа и тоа се многу слагам дека луѓе пред се треба да се навикнат на мојата и на твојата енергија и што значи таа, како збориме ја и ти, а се тоа што следува после е бонус, бидејќи спремаме работи, но сакаме првично ние да бидеме, бидејќи не ни е битно колку луѓе, сакаме само да не гледаат. Така у смисла сакаме не да ги бидеме интересни, брат. Не, тоа е погрешно кажано онака.
ако не гледаат луѓе сакаме да не гледаат за тоа што сме ние, Точно. а не да пласираме контент. Нема никаква Точно. потреба од тоа, не збориме за што е кање денес за вечера, тоа не ни интересира. И сакаме да продолжиме, longevity is the key, consistency is the key, и мислам дека не Тоа е знам, тоа. да си даеме време, така, зимо доаѓа, сите ќе бидеме по даун, тоа ќе ни даде онака и нас и гостите кои што ги имаме веќе во план и нормално сакаме да дојдат, да збориме со нив и нив да ги живнеме малце, па и нормално да се ги израмнеме енергиите. Брат, тоа е тоа. Денеска се успавме, али снимивме трета епизода од новата сезона. Апсолутно. Пандамониум радио шоу број 33. It's a rap, може? It's a rap, дефинитивно. 2021 реп. Пандамониум радио шоу 33. It's a rap. Тоа е тоа. Очекувате До следна листи, епизода. пишете ни кога ви се свига. Се слушаме пак наредна среда. Поздрав. Чао, чао.